Она што го веруваш влијае како на твојот животен поглед, на твојата перцепција, така и на твоите однесувања. Како знам, еве ова што е, го гледате, познато ви е, влажни марамчиња. Како знам дека овие влажни шамивчиња се антибактериски? Јас не знам, но бидејќи кампањата за нив е дека тие се антибактериски и така пишува на нивното пакување, така јас прифаќам таа пропаганда за вистина, односно верувам дека овие шамивчиња се антибактериски. Но каде е доказот за тоа? Видов ли јас дека овие влажни шамивчиња на вистина убиваат бактерии? Се разбира дека не видов, ама силната реклама на телевизија и нивната масовна употреба од сите луѓе кои што веруваат дека се антибактериски ме поттикнуваат и јас да верувам дека тие се на вистина антибактериски шамивчиња. Слична кампања се случува и со одреден тип на апарати за домаќинството, продукти, па дури и витамини и лекови. Не се тука во прашање шамивчињата, не се ни важни шамивчињата, го земам само како пример. Зошто? Заради тоа што човекот најсилно дејствува, најупорно и продорно дејствува според наметнатите верувања. Соодветно, маркетингот или кампањата за одреден продукт е клучен фактор и најсилно се изразува во денешно време преку телевизијата, но исто така и преку интернет. Ако верувањето во Бога е базирано на неговата љубов кон нас и е доброволно верување, односно секој според својата слободна волја, тогаш непријателот или ѓаволот кој што дејствува на овој свет, тоа го наметнува преку агресивна кампања со воведување на страв. На тој начин во луѓето се всадува страв кој што продуцира погрешни верувања и потоа тие луѓе масовно стануваат послушни, контролирани и дозволуваат некој друг да одлучува за нивниот живот и за нивното здравје. Зошто ова е важно? Верувањето значи препуштеност, увереност во нешто што не го гледаш, а се надеваш дека е. Затоа е важно да се истакне дека верувањето единствено може да се има само во Бога, само кон Него, а не на луѓе кои што може да бидат компрометирани од погрешни идеи, себични интереси, лични намери и идеологии кои што се можеби се наметнати од трет фактор.